Добар ден, ученици! Денеска по предметот биологија за 7 одделение ќе се запознаеме со наставната единица истражување на 3 типови почва. Јас сум наставник Зденка Димич и доаѓам од основното училиште Кочо Рацин од Куманово. Како прво да видиме да ги определиме целите на часот. Учениците да знаат да ги разликуваат различните видови почви врз основа на нивните карактеристики и учениците да научат за значењето на видовите почви за одгледување на различни растенија. За почеток едно потсетување. Почвата представува тенок површински слој на земјата, составена е од ситните делови на карпи и минерали, растенија и нивни корени, ситни организми, бактерии, габи, воздух и вода. Сите живи организми, растенијата, животните и човекот не можат да живеат без почва. Почвата е услов за опстанок на животот. Ако се наблюдува некој почвен супстрат, се поставува прашање што се забележува. Дали е влажна или сува почвата, каква е бојата на почвата, дали може да се идентификуваат компонентите од кои е составена, како мириса почвата. Имате овдека некои слики кои што покажуваат боја, одредена конзистенција, значи изглед. Сега почвите често се наоѓаат во слоеви, секоја има различен хемиски состав и текстура. Имаат одредена боја, конзистентност, густина, pH вредност. Тие го подржуваат растот на многу видови на растенија, а водата циркулира низ почвата. И овдека имаме на сликите представено различни видови на почви. Некои се почви кои што се погодни за одгледување на земјоделски култури, значи различни видови на земјоделски култури. Според големината на минералните честички, почвите се групирани во 3 главни групи и тоа: песокливи почви, глинести почви и иловица. Постои една друга поделба на почвите, алкални и кисели почви, во зависност од количината на органските материи, присуството на хумус, присуството на одредени минерални материи. Но ние само ќе се задржиме на првиот тип на поделба. Па да почнеме со првиот тип на почви, песок или песоклива почва, која што содржи честички кои што се гледаат со голо око и се големи од 0,05 до 2 мм. Ако се натопат со вода, честичките не се прилепуваат, така да при сушење почвата го добива или го враќа својот првобитен облик. Овие почви е карактеристично што не содржат хранливи материи, брзо ја пропуштаат водата во подолните слоеви, типично за пустинските почви, и не се погодни за одгледување на земјоделски култури. Се одгледуваат со големи воздушни простори и многу брзо се загреваат. Значи песокливите почви се многу порозни, пропускливи за водени честички. Вториот тип на почви, глинестите почви, содржат честички со големина помала од 0,002 мм и овие честички, доколку се навлажнат, се прилепуваат и најчесто ја задржуваат формата после сушењето. Глинестата почва е мазна кога е сува, а леплива е кога е влажна. Почвите кои содржат многу глина се наречени тешки почви. Глината има хранливи материи, тие доаѓаат од распаднати растителни животински организми, но слабо е пропустлива за воздух и вода. Значи, кога ќе падне вода, таа се задржува обично во горните слоеви. Значи, потешко оди долу. Глината не наоѓа многу примена во земјоделството, значи помалку земјоделски култури успеваат на вакви почви. Нашла многу примена во керамичката индустрија, значи кога ќе се навлажни со вода и кога ќе се обработува специфично, добива облик кој после сушење го задржува, па така се добиваат различни керамички производи, кои после се печат, се лакираат, се шараат со различни цртежи и така натаму. И третиот тип на почви е иловица, која што содржи честички кои се залепуваат доколку се навлажнат, но после сушењето не ја задржуваат формата.
Овие честички се нешто помали од честичките на песокливата почва, а и самата иловица има прашкаст изглед делумно. Содржи големо количество на хумус, што ги поврзува честичките, па така се создаваат големи грудки меѓу кои има воздушни простори, што им овозможува на корењата од растенијата непречено да дишат и да растат надолу. Хумусот ја пива водата заедно со минералните материи и така истите се достапни за растенијата. Овие почви, поради присуство на мала количина песок, овозможуваат исцедување на водата кон долните слоеви, но поради присуство на глина се задржува известна количина и тоа е многу важно во сушните периоди. Значи, иловицата е нешто мешавина од трите вида почви, содржи отприлика 40% песок, 40% тиње и 20% глина и е плодна и погодна за одгледување. Значи, ваквата комбинација овозможува да таа е добра за растенијата. Во домашни услови или во училиште може да се направи испитување за тоа какви типови на почви се во нашата непосредна околина. Ако сме дома, најубаво од двор, да земеме известна количина на почва, одредена количина на вода или една тегла, скоро 2/3 наполнета со вода, во која ќе се раствори почвата, која што е земена како примерок, се става капак, значи се меша и се остава да се исталожи приближно неколку часа, еве како изгледа после неколку часа, или најубаво еден ден, па и повеќе, така да веќе имаме избистрување. Значи, после неколку часа потешките честички на почвата паѓаат на дното на теглата, а полесните, ако се работи за иловица, хумусните како полесни, пливаат горе на површината и тие остануваат горе на површината, а тешките честички паѓаат на дното на теглата. Може да се направи истражување и од други локации, да се земат и други типови на почва, да се земе глина, да се раствори во вода, да се земе песок, да се раствори во вода и да се направи една паралела, една споредба за тоа како изгледаат сите три типови на почва кога ќе се растворат со помош на вода и да си поставиме прашање, нели, каде се наоѓаат најтешките честички, кај сите три типови на почва, кој дел од почвата плива на површината од водата и нели со тоа можеме да направиме споредба помеѓу овие различни типови на почва. На оваа прва слика имаме растворено песок. За песокот рековме дека после сушењето се враќа во старата првобитна состојба, па не е погоден за одгледување на земјоделски култури и на растенија, потешко се растат, но затоа нашол примена во индустријата за филтрирање на вода. Ако сте биле на филтер станица, знаете дека таму постојат повеќе базени, почнувајќи од базени кои што имаат најкрупни честички на песок, каде прво се врши филтрирањето, ова е механичка преработка на водата, значи таа се пречистува од покрупни механички честички, а песокот има такво својство да ги задржува тие честички во водата, во себе, и водата излегува пречистена. Значи, прво се наоѓаат базени со најкрупни честички, па се оди до базените со најситни честички, онакако фин прашок. И после следи бактериолошко пречистување на водата, односно додавање на одредени количини на хлор, така да водата е механички, бактериолошки, значи прочистена и се пушта во водоводната мрежа. Може да се направи уште еден обид, значи да се земе од сите три типови на почва, да се натопи со вода и да се обликуваат мали топчиња и да се остават да се исушат. Што може да се забележи? Кај глинестата почва, овие топчиња кои што се прават, а и вие работите во училиште со глина, ќе го задржат обликот и така ќе се исушат и остануваат такви. И после не може да се врати во првобитниот облик, значи можеме само да ги скршиме, но веќе не е она исто што било пред тоа.
За песок, најчесто кога одиме на плажа, можеме да правиме различни облици, еве, но после сушењето и испарувањето на водата, песокот пак си го враќа својот првобитен облик. И третиот тип ова иловица, кој што е за нас најзначајна и за земјоделството, значи кога ќе се натопи со вода се добиваат вакви големи грудки, кои што после сушење и испарување на водата се рони и се добива ваков еден фин прашкаст изглед кој што е многу погоден за земјоделците. Тоа е што се однесува за овие три типови на почва. Се надевам дека нешто научивме на овој час. Јас ви благодарам на вниманието и до следното видување, до гледање.